Охрид е скап ако не е близо. А до Дојран, ако идеш поарно до Грција, морска вода си е морска вода. Наместо за Охрид за истата сума оваа година граѓаните ќе патуваат до Грција и Албанија. Многумина велат дека патувањето до овие дестинации не е многу поскапо од одморот во Охрид, а сепак нудат нешто што езерото не може. Морската свежина, брегови и плажи што нудат незаборовно искуство. Сепак високите цени на патувањето и животните трошоци се голема пречка за голем број граѓани, кои или ќе останат дома или ќе се одлучат за поблиски и поевтини опции. Може. Ја мислам дека може. Младите испразнетија градо. Не се. Каде може да се отиде? Грција е скапо, да. Општо секаде е веќе. Секаде е веќе скапо, ама ја можам да... Ќе одите ли ваа година? Па јас у септември одам, да. У Албанија. Таму ми е најефтин. Фала. Не. Кратко и јасно, не. Зошто? Кои се причини? Причини? Па, дека па у Македонија некаде не мора да одат се у Грција. До Дојран? Па, сигурно. И тука и тоа е вода таму. Може да се бањат, да се освежат. И со помалку се може додаваат граѓаните земне телевизија. Ако не може да си дозволат до Грција, сигурно до Дојран би можеле да си овозможат. Со помалку? Па и со помалку. Како дома и там. Едино што ќе платеш за лежарина, нели, за спање, а иначе другото. И тука е таа цена и таму е таа цена за јадење. Ќе си припремаш сами, ќе биде. За некој па најде начини за тоа. И некој ќе ти знае, кредити извадат, чека телефонови друг. Мислам дека може да си приуште еден одмор сек. Иако високите цени представуваат предизвик за многу граѓани, сепак анкетираните остануваат децидни дека секој има можност да најде начин за уживање на летен одмор. Без разлика дали ќе се одбере далечна дестинација или ќе се остане поблиску до дома, важно е дека и оваа година многумина ќе уживаат во летниот одмор.